одеваш ти со Трафалгар сквер или пак Шанзелизе? Со Париз, Малме, Венеција, Рим или пак Нью Йорк и Беч? Се фали што си бил во Монте Карло, во Лондон чајте честел Елтон Џон. Си бил од северен до јужен пол, го носиш сиот цвет во најмалиот прст. Скопје е земска копија на рајската градина. Ова се зборовите на познатиот османлиски историчар и поет Ибн Кемал за нашиот прекрасен град. Мастрав Муабет е едно ново поглавје во кое што јавните личности ќе ни ги раскажат своите тајни, кои што ги водат, насочуваат и чуваат во овие чудни, но интересни времиња. Останете покрај малите екрани и се гледаме. Како што веќе најавив, Мастрав е едно ново поглавје со едни нови приказни за тоа како нашите звезди ги поминуваат овие тешки и чудни времиња. Една од нив, што туку сними нова песна со видеозапис, секогаш различна, поинаква, нормално убава. Тоа е Сара Мејс, мајка, сопруга, музичка звезда. Добар ден. Добар ден, фала ти за убавите зборови. Добре ни дојде во Мастрав Муабет. Добре најдов. Како што најавив, значи ти деновиве си актуелна со новата песна Трепет, која што ја сними во соработка со IQ, така? Така. Што ќе ни кажеш во врска со песната, како дојде до таа соработка? IQ се дружиме приватно, Ептен, со Бојан и со Марија. Памтам, значи песнава беше, ќе почнем од почеток скроз 0-0. Ја напишав за Тања Би, еден макфест пред, мислам дека беше околу 3 години. Дамир и Мери го напиша аранжманот, отидовме заедно на макфест и Бојан имаше тогаш некоја песна. Да, мислам дека имаше за Марија Ичкова некоја песна и како и да е. Многу му се свигаше песната и ми збореше за песна 2-3 години. Леле, каква песна, мора да ја преработиме, ајде да дојде време. И конечно, мислам не конечно, скрајата е од конечно, ама еве дојде време, кај што имаме малку поише слободно време сите, мислам дека, поради ова чудо што нас најде. И уствари мотивацијата беше Скопје Unplugged 2020, што се случи оваа година јули. Имав, тоа беше првиот фестивал после затварањата и јас ги поканив да бидат мои гости на тој концерт и се договоривме да ја спремиме Трепет и така имавме време, пак ќе кажам, да ја скоцкаме и премиерно да ја отсвириме. Кога чувме што излегло, свативме дека ни се допаѓа и дека заслужува песната да си добие вистинска снимка. Отидовме кај Ангел во подрумот, ја завршивме и таа работа и со самото тоа се доаѓа и видеозапис. Мислам, со самото тоа сметавме дека заслужува искрено. Се слушнавме со Шемко, Шемко го правеше спотот. Знаеш како во овие чудни времиња излегува нешто ново, нешто позитивно. Да. Ја го гледа видеото, песната е супер, видеото уште толку ја надополнува самата песна. Колку е тешко да или лесно да бидеш позитивен и да шириш позитивна енергија во овие времиња на корона? Види, ова го цитирам Принц многу често, нашиот принц. Вика, можеби не е време за музика, ама ние друго време немаме. Исто како и за сите уметности. Уште една стара поговорка тука ќе поврзам, вика ако имаш, ова е бугарска, мислам у Бугарија кога студирав, ја има кажувано на бугарски, вика ако имаш 10 денари, ќе ги дадеш за леп, а не за култура. Но ние кои што се занимаваме со уметност, со било каков вид на култура, нели дали се занимаваш со танц или со сликарство или со пеење или со свирење или што и да е, ние не може да станеме да си ја смениме професијата и да бидеме нешто друго или нешто друго да не влече. Ние сме тоа е лајфстайл. Јас спијам музика, дишам музика, јадам музика, станувам со музика, со идеја, со цел како, која музика, како да ја завршам, каква соработка да произлезе од тоа, што е поентата, што сакам да ја пренесам идејата, така што ние немаме, у мојата глава барем, веќе зборам лично за мене, немам друг концепт како да живеам. И ондак, у вакви времиња, подобро е да си позитивен, полесно е да си позитивен и да го свртиш на шала, отколку да
бидеш негативен, мислам дека тоа во никој случај не вродува со ништо добро. Дури нешто стварно да се случува неубаво, колку поише го повторуваме и избориме и му даваме на важност, мислам дека толку поише нема поента тоа, така да подобро да бидеме позитивни во секој случај. Знаеш како, Убаво е. ако емитираш позитивна енергија, тие што се околу тебе стануваат позитивни, тие понатаму емитираат позитивна енергија, така се зголемува кругот на позитивни луѓе. И исклучително е тешко во овој период да се најде нели една инспирација и мотивација за сите овие работи, така да кога слушнав песната бев као вау, браво. Еј, супер. Па да, знаеш, дава позитивни чувства, како ништо да не се случило лошо, како да е се во ред, Се најдеш како да ќе се биде се во ред и така натаму, знаеш, насмејана си на спотот, чоче ќе му утепа Димитар, те испопали под преска. Ќе ми задзвони на телефон, ќе ми рече што правиш ти цело време. Уште малце го Уште малце, знаеш, прекрасна ово, сега гледаш Димитар, ало, што правиш ти? Не, за музика збориме сега професионално, таму. Како изгледа една онлайн настава, ете? Како наставничка, можам да кажам дека мислам дека многу повеќе енергија и труд треба за да го задржиш вниманието, особено на помали деца. Прашање. Добро. Дали повеќе мајки или татковци ги запишуваат децата кај тебе? Со кој повеќе комуницира, со татковците или со мајките? Па мислам дека не Татковци. Не, и мајки и татковци. Мислам супер што во време во кое што живееме конечно веќе лека по лека татковци ве пуштија чекор Па, и тргна во водиве дека кога и има тие добра се професорка, мора таткото родители. прв, знаеш тоа како иде, ако е добра учителката, таткото иде на родителска. Леле, дај да си заминам на кај беше излезам. А, за- Не, се грижат и татковците за Мора да децата. се грижат. Ете, процентуално да речеме повеќе комуницирам со мајките, ама да, и со татковците нормално, не знам. Сите, секој кој што е посветен родител си е посветен Знаеш, родител. она прво таткото праша Е, добра ти- ли е учителката или е лоша учителка? Леле, да да го смениме. Што е со вака, значи какви се Многу убаво прашање ти поставам како професорка. Ти поставам прашање Ајде, на тебе. постави Ти ми дали прашање. се интересираш за образованието на твоите деца? Нормално дека се Твоите интересирам за керка и син имам, се интересирам нормално како предава учителката и толку. Е, па Доволно е. Е, па фала ти што ми го одговори прашањето што ми го постави. Еден аплауз за тебе. Супер, тоа е тоа, драго ми. Значи, навистина е тешко да се најде и да се црпи таа инспирација и таа позитивна енергија, така да секоја чест за песната. Ги читав и коментарите, има супер коментари на самата песна и сите го имаат истото мислење што го имам и јас. Супер. Така што сте завршиле супер работа. Let me tell you, that's just wonderful. You got a quiet taste. I don't think you can top it really with anything. Some brown sauce on it. That's true. Grazie mille. Oh, there's too much going on. Ние сме тука во ресторан Пелистер. Во ресторанот Нема да остане. Пелистер, кој што ќе ни презентира дел од италијанската кујна и италијанската традиција. Оваа година сме спречени да патуваме, па дали си била во Италија, еве да. Туа баш се спремавме за зимување во Италија со Ајк пред короната. Бевме, ова морам сега, ќе ти го одговарам прашањево, само една мала заграда ќе отворам. Као, ајде одиме, не знам, Кополоник, Маврово и договорот беше дај да се спремиме, стварно да отидеме Италија, да не идеме навака натака, 10 дена и не отидовме, а ќе ни беше прво зимување во Италија и баш март пред да отидеме, викам леле, човече, ова исто како пред години со врне и поплавите, малце така језа ме фати да ти кажам. Или со пеперутки, па белите пеперутки во Охрид кога ги имаше, не знам дали ти тегнува. И малце така, викам окей. А бевме со скоро резервиран. Да се вратиме на прашањето, не сум Трошаджига? фрик за дури ни за или на што ете така чудно да речам сите мајки сакаат еден тоналиште да купуваат за децава. Ја многу сакам не ќе да имам еден тоналиште, знаеш зашто? Зашто ми прават гужва у шкафче. Или пример сега еве на Копаоник Димитар ми предложи да си купиме чаши, имаше едни многу убави со орли у продавница вака што за сувенири.
Иде бе кај за нас да земе, викам не, пошто немам место у шкафче. Значи сакам, многу ми е полесно кога ми е минималистички у кујна и у шкаф и да си го терам редот. А, да предложиш И е прво ти... да фрлам нешто што ми е старо, а иначе да предложив, ја ќе беше своја. Па тоа ти кажувам се. Да предложиш е ти... Значи, ми спамуваш пак. Не ти Целта спам. на одговорот ми е дека Кажи. всушност, кога би имала не знам колку многу пари во светот, мислам во џебов, би го шетала светот, би отишла на секаде постојано, заради тоа што сметам дека најубавите спомени, најголемото Да, богатство се стварно трајче спомените. Да, моментите не, поминати зашто да заедно трошиш пари, немаат мислам? вредност реално. Не само заедно, него и заедно на места убави, да видиш нешто што не си видел постојано, да си дел од природата, да си етно со тоа, да не знам, да идеш зимно Чекај, време, кажа летно време, Копаоник. пролет. Што правеше на Копаоник? Бордав. И Преубаво. отиде, значи отвори ја граници и ја дувна одно. Само што отворија. Ние сме нагаш. Да, Преубаво си поминав. одлукав ти правец Табановци. Да, не е дека и во Маврово бев, мислам не е дека ја запоставувам својата убавините на Така, својата имаме татковина. суперски центри, малце им фали реновирање, ама сега да бидеме реални, малце сме назад, ама не е страшно и не треба да ги подценуваме, треба да си ги поддржуваме. Така, така. Инаку сум била, да, уште како средношколка, диригиравме неколку ученички во средното музичко Илија Николовски Луј, помеѓу кои што и јас. Имавме настап во една црква во Бари. И така ми беше многу убаво. Ако мастрафот низ плоштадите на Милано, Рим, Наполи е аромата на пица, шпагети и италијанското кафе на нога, тогаш лезетот и раатот во чајот се дел од старата скопска чаршија. Овде се споени истокот и западот преку грбот на камениот мост, денес во друштво на новите мостови. Белезите се скриле или застанале во некој од незините ќошиња. Во кепенците, портите, во старата калдрма по која врвеле на ланите од времето, некогаш ландзам или пополека. Денеска молскавично брзо, турбо, баш како галамата на моторот кој турира за внимание. По ова олтајмерска калдрма, порано главен двосет бил точакот. Тогаш ергените ги носеле девојките на рандеву, на лимунада, клакер, боза. Овде секоја приказна најдобро оди со аромата на турскиот чај. Традицијата продолжува, но накитена со примеси, аксесоари, суплементи на новото време. Наместо локум или желе, денеска здравите навики се чуваат со колаген. Еликсирот на младоста и турскиот чај се добитна комбинација за виталност, здравје и инспирација во борба против невидливиот непријател. Старата скопска чаршија останува магично место во кое Румелија се уште живее, карши плоштадот на градот опколен со таверни и зачини кои го илустрираат Медитеранот. Можеш ли да направиш една споредба Италија со Македонија? Ние сме во темперамент тука некаде, ама некои културолошки навики и разлики, дали можеш да направиш нешто што ти оставило таму повеќе впечаток, што го нема овде во Македонија? Освен доброто кафе. Искрено, тогаш ми остави впечаток, се ми беше онака неверојатно, заради тоа што бевме сместени во семејства кај деца и јас изгледа се паднав во ептен пребогатиов квартал. Памтам дека одиме со кола, возиме и се ми беше онака као да сум у видео игра. Стискана копче, мајкава се отвара една голема порта, влагаме у кварт, у населба, кај што, не знам, сите кукички се исти, сите кукички се со базени, ништо не е заградено, него самава населба е заградена. Доаѓаме, так на копче се отвара вратата, ролетните се креваат, пали, не знам, греење и ми беше онака откачано многу интересно и добро тоа прв пат да го гледам вака. Ме сместија долу во собата на братот на Рафаела Либардо,
кој што пример имаше тогаш, не знам, 9 години, имаше цел спрат за него, со веце, со билјард соба, детенце, 9 годишно велам. И нема врска. Првиот впечаток ми беше као, чекај сега, јас каде беме, каде дојдоме. Чаршиски муабет. Чаршиски муабет е Кафе муабет муабет. колку ти се Значи, допаѓа уште цигарче, Скопје. ти Еве, викам шетаме по центарот на градот. Има различни поделени мислења, еве сакам твоето мислење да го чуам. Што мисли за Скопје? За центарот на градот? Како ти се допаѓа? Дали уживаш додека шеташ вака и додека го гледаш? Скопје, многу го сакам Скопје, е мојот роден град. Скопје радост ти ќе бидеш. Така што нема опција јас да не го сакам Скопје, со тоа што ми се свиѓа, убаво ми е вака да речам естетски, иако е прекнап од друга страна. И од прилика тоа би било најконцизно и краткото објаснување за како ми се допаѓа. Естетски ми е окей, ама мислам дека е прекнап. Издвои Мислам еден естетски што ми е окей. Има ствари многу што не ми се окей, као на пример ѓубрето. гејзери се викаат овие, така? А не ја поема. Гејзери, не дека нешто многу ми импонираат сега. Ме разбираш? Ѓубре во Вардар, Суви. исто така. Оваа чашка во овде на Мостов, не. А инаку, не знам, оградава, убаво ми изгледа, да. Ламбава, убаво ми изгледа, да. Боле ваква ламба него искршена ламба. После, вториот впечаток беше храната, кој што онака ме удри од земја, да кажам. Не само пастата, јас сум многу голем фан на паста и до ден денес многу сакам да правам паста, не само да јадам. Или, не знам, пицата, не само тоа, туку памтам еден доручек, првиот доручек го памтам, не еден, дека ми направи мајката на Рафаела, а таа не зборуваше англиски и ни беше, Рафаела беше отидена во школа. Имаше кафе во нели оние ги звињата и една огромна шолја, и јас не знаев како се, викам чекај сега кафево, изгледа требу шолја, ма да го сипам преголема, како. Не знам, некои така нелогични, за пример македонски појадоци, ни јадеме лепче, ајварче, сиренце, не знам, такви работи, намаз некој, кашкавалче. Тука имаше единствено нешто што можев да се снајдам, беа житарки и млеко, викам се изгледа истава чаша, валјда треба таа. Да, идеш на сигурно. Да, нека си викам, чекај сега ќе се правам, дека знам што правам, мога ајде прво кафе. После другиве работи, цреши еден огромен овал. И свето е така само за мене наставено и не знам што точно, кој имаше од се, многу цреши, многу овошје, друго немаше лепче, ние, мислам, јас сум била како дете, сега веќе кога треба да пазиме на фигура и не удриле годиниве, после 24 малце другачие. Ама бевме научени на лепче у тоа време и некако ми беше така. И многу интересно. Првиот сусрет со Италија и со храната, првиот впечаток, мислам дека ти го доловив скроз, тоа ми беше првото запознавање откачено. Здраво. Може да земеме коштанчиња? Уживе. Директно. На здравје коштаните. Костените. Може коштани. Коштани, па мене... Ти еш на площад, се знае, коштан взимаш. Најубаво е во овој временски период. Шетаме трговски центар. Лупштанскиот, знае Регина. Кој? Лупштанскиот. Не ги знам. Да. Мастрафот на Скопје се костените. Сара потекнува од Лупште, македонски брод, место каде што со векови се лупат костени. Овде тие се есенција на старо Скопје. Нивниот мирис е аманет од минатото. Во сите кризи, борби, катаклизми, костенот е тука. Денеска, ниту една маска против корона не е имуна на градската арома. Тие се шмекот на есента и топлиот здив на градот во зимските денови. Костените се греачи на дланките и душата. Чувари на традицијата и споменот за вкусот и мирисот на Скопје. Една позитива на денот е младата генерација на стариот занает.
Добар ден. Колку се костените? Програма 60 грама. Ајде да ми дадеш 100 грама од мирисот и вкусот на Скопје, може? Од каде се костениве? Костениве се љубански. Љубански. Зошто нема женско продавач на костени? Ова машка професија? Мислам дека е машка професија и женско тешка дека ќе издржи повеќе сати на едно место. Може да пробам едно? А уште едно кесиче за да можам лушпите да ги ставам. Така. Значи, имаме селектиран отпад органски. Да. Како вие тоа ќе го кажете од ваш аспект, костенџиите што ја чуваат традицијата на градот? Костениве веќе се во град Скопје, мислам дека се продаваат повеќе од 70 години, мислам, моје мислење, пошто знам луѓе. Татко ми кажува, што татко ми е 68 години, ми кажува дека као дете он имало костени кои што се пекле тука, не на площадот пред кино Вардар. Кино Вардар веќе костени таму нема. Сега повеќето е тука. Тоа е една традиција која што мислам старите скопјани не може да се откажат од таа традиција. А новите скопјани тоа не го знаат многу као таков. Као такво Скопје, мислам, во такво издание на костени зимно време, а фали уште снег. Да. Значи белегот на Скопје се дефинитивно липите, костените и фурните. Да. Порано биле и водениците. Воденици, јас знам што е воденица. Сега да прашате 90% млади не знаат што е воденица. Посебно на воденица кој со покрај река со камен, тоа е не знам, а јас знам тоа што е, тоа имам видено со мои очи. Од каде се костените? Костениве се љубански. Традиција да бидат љубански? Не традиција, ама меѓу најдобрите за печење. Така од водно немаме костени? Имаме, ама тешко, мислам тешко да се собира горе, пошто Скопје не е веќе 100.000 град кој што беше на времето, па секој можеше да собира, сега веќе многу поише има и не може секој да собира. Многу луѓе одат собираат и не може секој да собира костени, тоа е тоа. Скопските ни се најубави. Скопско-љубанци поточно. Скопска Црна Гора таму најубави костени во Скопскиот регион. Во Тетовскиот регион има 2-3 места така, ама не е голема сума на костени, не е голема количина. После тоа во Гостиварскиот исто има село едно кој што има добри костени, има многу костени таму, ама на едно место има добро за печење зборам. За варење не знам какви се. Ама овие се дел од градот. Нормално. Мора да ги симнеме маските за да го мириснеме. Овој шмек на Скопје преку костенот. Да. Ерикетла сам. Ерикетно нека е. Фала. Мастрав Муабет е емисија која што е за гурмани, значи како за храна, така и за култура и за уметност, ама во првиот дел од емисијата ќе разговараме за храната. Што сака Сара Мејс да готви? Инаку да, јас сум значи прав човек за вашата емисија, тотален хедонист од сите страни, па и гурман. Искрено сега се обидувам да припазам на линијата, пошто барем мислам дека за сите жени ова важи. На вас ви е многу полесно. Не, тоа е вечната дилема на мачките, ми е полесно него на женски. Само ти кажам, ало бродолом ни се случува нас после пораѓање. Буквално, мојот случај беше никогаш толку не сум се трудела за да си го задржам телово. По борба е, битка цело време. И како и да е, на база на тоа, пример, ќе ти кажам последните 2 рецепта што ги правев дома, гледам да правам нешто што е да има замена за благо, зашто сепак и Илина и Димитар сакаат да си каснат нешто блашко и јас исто така и ми е баш секоја имаме повеќе време, имаме време и за да седнеме да ручаме како луѓе и за некое десертче. Имаме едно многу брзо рецептче што го направив сега во еден, не знам се ова дали за кулинарство емисија, ама ќе го кажам пошто е многу брзо. За гастрономија.
Значи, ставате какао, кокосово масло, блендирани ореви, може да бидат и лешници, например. Ставам и гоџи бубинки за да ја стврднат смесата, може наместо гоџи бубинки да се, не знам, пак лешници, пример, а другото да е блендирани ореви. И мед наместо шеќер, многу малку. И тоа кога ќе се стави во фрижидер искача као домашна чоколада. И е премногу вкусна, сериозна. Колку и да ти звучи вака шум изборите. Не, зашто одговарат? Не. Нешто. Кутар Димитар. Не ми се пријаде, човече. Сигурно дека, многу ти е убаво јадење, ама утре сум на ручек со колегите. Не, му се приметува остети, значи се гледа дека ужива во твојата кујна, нема тука збор. Добро, другото нешто ми е гуглав банана и вакво овес. Добро. И јајце. Палачинки. Супер. Се е здраво. Дури така се вкусни да ги јадеш. Може со некоја гаве сируп подозгоре или како се викаше оној другиот, не знам, може со маџун исто со јаворов сируп со мече и пак е Битно да е на сладко. Битно да е на сладко. Да е на сладко. Ако сакаш за солени да ти кажам. Може, ми се пријат да се да идеме на главното јадење. Да јадеме помалку да збориме, повеќе да јадеме. Македонска кујна многу си почитувам. Си правам пунети пиперки, си правам мусаки, правам грашок, правам леќа. Со многу лук леќата задолжително. Да, за здравје мора да биде. Не, многу е убаво, мислам. Ја би јадела лук искрено у секое јадење, со тоа што Димитар не сака многу лук, па така некогаш гледам да го одбегнувам. Зашто еднаш ми се има случајно да јадат лук, ја да не јадам и да се возам у кола со човек кој што јаде лук, не јадам. И тогаш сватив колку е тоа болно. Мислам, очите се насазуваат и од среќа плачеш пак. Добро, добриот лук надалеку се чувствува, нема тука што. Така да ете има нешто добро и у со маска, ако ќе видиш. Може слободно да ти кажам, ја одиш во продавница, но претходно си каснал кромит, си викаш човече, мастика нема. Ставаш маска и завршена работа. Леле, и умираш, пошто ставаш маска и... Додека да стигнеш до каса си се онесвестил на некој раф. Ако некој ти сгреши, како да му вратиш, се налупуваш лук, ставаш маска, тогаш ја го бреш, продавница, му ја тресеш маската пред носмото. Место нели за спивање, место да ти стават хлороформ, ти става маска со кроме да ти завршува работа. Супер. На природна база. Кажи ми, кај сакаш да ги трошиш парите? Покрај коштаните, бе, дека. Traveling. Добро. Always. А за шопинг? Ма каков шопинг? Не ме зезе, жити мене, изгледаш супер цело време и кој ќе ми каже така дека не ги троши на шопинг. Све се ова подарок? Све се ова. Еден поглед, едно маче срце. Ја не сум по шопингот, не можеш да ја видиш еден ден, два дена поред у иста гардероба. Немој, те молам. Ма за тоа е заслужна моја Фроки, она секогаш е тука да ме изненади со... Не, окей, чекај, 0-0. Трошиш пари, ти си жена, нема шанси женско да не троши пари, значи тоа е... Приговор, наметнат одговор. А стереотипи. Стереотипен одговор, значи... Трошам пари, ама не дека трошам кој знае колку пари за гардероба, поима немам. Рандом, не дека патам по брендови, нешто. Јакнава, например, ќе земам пример, пошто моментално ја гледам. Си ја купив у Охрид од една продавница, ја видов низлога и ми се свига јакнава, влегов, као магнетизирано, оно. Имам една другарка која што онака попуст кој ќе види вака е. 70% попуст. И вака ми го заљубена. И така бев јас јакнава. Ова јакна ќе биде моја. Так си ја купив. Добро, вие жените имате поголем избор. Еве уште едно стереотипно. За фармерки може да ти кажам? Да. Да не правам реклама сега од кај си ги купив. Прави. Значи закажана фотосесија све, casual, немав ни фармерки дечко. Од која пошто со килаживе 300 трансформации имав. Пред дете, па после дете. Немав дома фармерки, најискрено отидов и фармерки и видов. И кај ги земал Тинекс?
Не сега да кажам кај ќе биде реклама, иначе би кажала. Па кажи слободно што. Па не сакам Ќе да ми биде со дале бип. пари па да ги рекламираме. И тоа што викаш. Гратис реклама кој ти Јас се дава. облекувам во бицијани, бе. И приватно, и службено, и така натаму, и супер ми одговара, не сум очекувал дека така може да биде. Ето сум задоволен и толку, ние Баш машките ми е сме мило. поедноставни. Како изгледа животот на две познати јавни личности? Како изгледа еден нормален живот? Многу ме интересира. Секој си има свој обврски, ти имаш турбо. Димитар, како успеам да го добием на телефон и он е 200 на сат, а он ми рече дека ти си уште по турбо од него. Како изгледа тоа? Види, многу сме турбо стварно, а кој е по турбо зависи у каков период сме, односно каков проект кој од нас има моментално. Зашто и двајцата работиме фиксно две работи. Јас сум во Македонско опера и балет, во оркестарот свирам харфа и во музичкото училиште пиано форте предавам пеење. Тој е на радио, секој ден од 2 до 4, има емисија во Сити радио и исто така е во Идеал Лаб секој ден до 2. И плюс јава песна, па имам World Harp Day, па имам не знам што се однесува до кариерата популарна, ќе ја наречам. Тој исто така има емисија ваму, има voiceover таму, има снимања оваму, така што за тоа се договараме нормално, само со договор се решаваат тие работи, а со работиве не знам, неката онака кога размислувам реално и свесно си викам нема чаре, нема спас, нема пауза. Животот ама од друга страна некако се научивме така тоа темпо и мислам во секој случај дека е многу подобро да работиш и да си турбо цело време од него ли да седиш, зашто пред се ние сме и двајцата мислам дека сме амбициозни луѓе кои што сакаат нешто да направат во животот и да допринесат за човештвото, не знам, за арното, така што тоа не исполнува и е сатисфакција. Мислам дека ако седиме дома, ние ќе бидеме некои фрустрирани, комплексирани, откачени луѓе кои што би се убиле у еден момент. Така што е добро што работиме нон-стоп. Пример, не знам, ја гледам у последно време, од кога Илина е родена, може би 1 година од која е родена, до кај 4 да завршам со се, зашто стварно сакам да се дружам со неа, пошто тие неверојатни бисери и изуми кои што она ги пројавува и ги кажува и ги прави, стварно сакам да ги гледам и да бидам дел од нив. Така што турбо сум, буквално турбо као штекер брцната, од 7 сабајле до 4, у 4 затварам шалтер, нит телефон, нит ништо. Така што тоа ми е правило у последно време. Затоа не ти кренав вчера. Па не, Се држам до правилата. Претпоставувам дека си имате обврски со Илина и тоа ми беше моето следно прашање. Како сите овие голем број на обврски, сите работни, приватни обврски ги вклопувате со едукацијата на 2-годишната Илина, на вашата керкичка? Како успеваш да постигнеш, бидејќи нели татковците се татковци, но на мајките паѓа поголемиот дел од тој терет за едукација и за израснување на дечињата, поготово во таа рана возраст. Татковците се татковци, мајките се готвачка, чистачка, бањачка, проповивачка, учителка, другарка. Не, се шалам, Димитар исто така многу активен татко мајка. А како успевам, па искрено да ти кажам. Да. Од вечер мислам што ќе правиме за ручек. Океј, оставам, почнувам со процедурата, вадам све кој на што треба утрето у некоја дупка на брзински да го средам. Значи тоа ми е најглавното да што се држаме тоа од 4 до 9 или 10, зависно кога ќе заспие Илина, ми е време за неа и стварно би сакала се да си завршам до тогаш, за да може после тоа да бидам до неа. Да бидам искрена, некогаш успева, некогаш не успева, ама се снаоѓаме и се договараме со Димитар. Битно, турбо е цело време, тоа е. Значи работа, онлайн сум дома со часовиве, дома ми е студиото од каде што ми е и харфата, каде што свирам, вежбам за во опера. Правам се што треба, значи поголемиот дел од денот го поминувам у студио, а кога сум со Илина правиме едукацијата кроз игра. Тоа е, мислам дека главното правило, зашто за да прими детето, секое дете
некогаш е расположено да прима некоја информација, некогаш не е расположено. Исто како куќе. Куќето ми е овакво како генерална проба за дете. И кога е расположена, е како сунгерче и се прима. Кога не е расположена, го правиме она што на неа и се прави или менјаме атмосфера, ако доседи дома, одиме шетаме куќе, одиме во двор и такви работи. Важно дека сметам дека е многу важно да се мама и тато присутни во растењето на детето, исто како што е важно и детето да оди во градинка и да се социјализира, многу важен момент, и да си има разни конекции и социјални врски како баби, дедовци, братовчеди, другари, све тоа. Поготоа без бабите се не може, што ви рекле. Од се помалку тоа е баланс. Мора да ти кажам дека Димитар е исто така грижлив родител. Минатата година требаше да имаме некој состанок, а таман почна сезона на вируси. И му се му вика, брат, има вируси, ако сте двајцата болни, немој да ми се појавувате, дете имам мало, значи си го пазам детето. И тоа кажува како со родителството ги менува приоритетите во животот, да го пофалам и да го поздраваме и него, го поздравуваме. Како го поминавте тој локдаун оваа година, нели, почетниот шок, како се справивте со целата таа работа? Може ќе звучи неубаво, ама супер. Искрено, сметам дека што и да ни се случува во животот, ние сме тие кои што мораме да си дадеме насока и да си речем, окей, мора да го пренасочиме на нас да ни е добро. Стварно, има опција. Значи, ние, пример, не знам, средивме многу работи по дома. Што у обичен период од животот нема шанси да стигнеме да се среди. Од граđevина до алишта, мали, големи, до, не знам, многу работи стварно, пошто мислам кога си во куќа и кога имаш двор, има и како работа нон-стоп, така што и гаража, има многу што да се среди. Го направивме тоа, имав конечно повторно време да читам заради тоа што од кога се роди Илина до карантинот немав ништо читано, а многу љубам да читам. Така што ете си најдов време и за себе тоа да си посветам, да влезам во тој читачки свет, пошто ниедно друго искуство не е како тоа. Што пак сам си го креираш филмот, си го возиш, причата е таа, ама ти си тој кој што си ја замислува и фантазира. И време за креирање. Мислам, мене тоа ми беше златното доба, каде што искочи и наше време, па и не знам, сите песни авторски имам уште многу, кои што се работат, се уште. Има време да си поиграм и со Cubase, има време да отидам на курсеви и семинари онлайн кои што ме интересираат, да се надоградам себе си на оние полиња кои што сакам, да вежбам од дома фитнес. Браво, браво. Така што, не знам, гледав да го исполнам времево со работи кои што ми исполнуваат и ќе ми донесат добро. Да не се тоа седење пред телевизори, да лупам една турски серија. серии. А турска с краја, да. Моето семејство е извор на мојата радост. И свежо подготвената храна, вкусно, свежо, печено пиле. За среќно семејство. Ајде да славиме. Конечно наше. Јона пиле. Милениумска традиција. Скопско виногорје. Продолжуваме со разговорот. Денеска Сара ми се разговараме за Италија, за италијанската кујна, за тоа што уживаме во исхраната.
во здравиот живот на искрена, како се одржуваме, така што во тој контекст би те прашал како ја одржуваш твојата линија, сопруга, мајка, но секогаш изгледаш и препознатливо и различно од другите, а Бога ми изгледаш и одлично. Ти благодарам. Продолжи. Па да, уште малку, уште неколку минути. Мислам дека е многу важно да се спортува, да се прави било каков вид на физичка активност. Дали некој ќе реши да трча на кеј или да оди на танци, или да игра тенис, или да оди во теретана. Е негов избор, ама е битно да се прави тоа. Јас лично одам на теретана, одам во Синерджи и ми е многу убаво. Се осеќам по-спремна физички и да фатам дете и да направам било што сакам да направам во тек на денот, ми е по-лесно. Ништо не ме боли и се чувствувам по-убаво. Се чувствувам весело, живо, жизнерадосно. Подаруваш или сакаш да ти подаруваш? Што повеќе преферираш? Многу сакам да подарувам. Исто така и ние сакаме да подаруваме, сакаме да ти изненадиме и тебе. И затоа со Филеви одлучивме да ти подариме еден преубав подарок. Сега ќе влеземе внатре, а за што станува збор, баш ќе видиме, важи? Да. Се надам дека ќе ти се допадне. Čajre često, dosadno mesto, noš... И од накид што преферираш? Ќе пројдеш ти. Блеснува сонце и како од сонце будат чаирските фраери. Сукничка кратка и сите се цверат, а ништо подобар не сум ни јас. Така мала и сладка ко бајадера, сите бите лапнале во сласт. Многу ви благодарам. Твој стил и дека ќе ти одговара. Многу е убаво и многу ви благодарам. Ќе го излазиш. Усните твој да ми станат навика. Растопи ме како свеќа, јас и ти камо среќа. Да ми дојдеш на романтика. Одличен разговор имавме со Сара Мејс. Се надевам дека уживавте како што уживав и јас. Разговаравме за нејзиниот приватен живот. Уживавме во храната, во добрата песна, за тоа како она твори за нејзиниот професионален живот. Останува да не гледате во наредното издание на Мастрав Муабет. Поздрав и се гледаме.